Граѓанскиот и црковниот брак се нешто што е традиционално и општо прифатено кај православните христијани. Црковниот брак е една од 7 свети тајни и оваа тајна е голема и почива на разбирање и толеранција, но најмногу на љубов еден спрема друг. Ако сето тоа се изгуби, тогаш неизбежен е разводот. Но, како што постои граѓански развод, постои и црковен развод. Иако државата е одвоена од црквата, според каноните и уставот на Македонската православна црква, кога веќе граѓанскиот брак е поништен, аналогно на тоа треба да биде поништен и црковниот брак. Црковниот брак исто така се разведува како и граѓанскиот, дознаваме од свештеникот во Брегалничката епархија Добрица Јанев. Тој истакна дека потребно е да се достави правосилна пресуда од граѓански разведен брак, со молба која ја разгледува епархискиот управен суд. Потоа судот донесува своја одлука за разведување на црковниот брак и истата се објавува во службениот весник на Македонската православна црква во рубриката за соодветната епархија. Во секој службен вестник може да видите има разрешување и разведување од црковен брак и тоа е потребно за после оние наши христијани кои сакат и повтор пат да стапат во брак, да го имат овој развод црковен, за да можеме повторно да ги венчаме. Со тоа што пак во црквата постои чин на второбрачни, се читат некои други молитви и црквата дозволува до втор брак. Трет брак веќе треба одлука на синот и на архиепископот. За сите што ќе поднесат барање за венчавање во црква, се врши увид дали претходно биле венчани и доколку биле, а не се разведени, се упатуваат да поведат постапка при епархискиот црковен суд, за да се запази таа формалност. Свештеникот Добрица Јанев вели дека на верниците во Брегалничката епархија им е позната постапката за црковен развод. Сите оние околу 80% до сега што се развеле во граѓански брак, поднесуваат барање за црковен развод и оние што сакат повтор пат да се венчат. Оние што не сакат, не можеме да ги натераме на сила, ние не можеме да ги бараме кои се разведени нели граѓански, тоа оставаме на совест на верниците сами да си донесат одлука дали ќе дојдат да побарат црковен развод и дали ќе сакаат повтор пат да се венчат. Ако венчавањето, односно црковниот брак е една од 7 свети тајни, останатите 6 се крштение, свештенство, миропомазание, осветување на масло, исповед или покаяние и евхаристија.